кога ми доаѓа да славам или кога ми доаѓа да тажам, ми доаѓа преку традиционална музика. Каде го научи овој тип на пеење? Живејќи во рурална средина во Демирхисар, општејќи со моите најдобри другарки кои беа тогаш баби по 70-80 години, не учев пеење како техника вокална, туку пеењето го учев како еден цел концепт, начин на живот, израз. Сторил ми е зајко? Немаше да ја познам, немаше да ја познам. Здраво, Зарина, што го врти светот? Два паралелни света и универзуми. Едното е љубов, добри луѓе и убави зборови, а другото е омраза, несвесни луѓе, лоши зборови. Добро, добар. Ми се свиѓа ова со зборовиве посебно, значи ме погоди. Кажи ми, ако треба да бираш, Васка Илиева или Александар Сариевски? Сариевски. Добро, интересно. Сега, кажи ми, специјален едукатор или етно дива? Етно дива. Добро. Етно зборот не ми се допаѓа по принцип, ама еве ќе речеме етно дива. Добро, како ти се допаѓа? Традиционална народна музика? Да, traditional music, да, традиционална Супер. музика. Настапи тука или во странство? Пред наша публика или пред меѓународна? Па како мисија, повеќе ми се допаѓа пренесување на традиционалната музика во светот. И дали повеќе ти се допаѓа пеење во запуштени објекти или на планини? Зашто во двете сме те виделе. Едно и друго. Добро. Мислам се разбира планина примарно, меѓутоа пораката што ја плаќам со тие запуштени објекти исто битна и тоа е дел од мисијата што имам на овој свет. Интересно ми беше кога ми кажа дека дома, практично во местото од каде што потекнуваш, ти е еден од објектите каде што сакаш да запееш за да покажеш колку не е добро и може би да подобро, ама ќе го дискутираме. Тоа ти е блиско и до она што го студираш, односно тоа што си по звање, тоа е специјален едукатор. За мене беше многу интересно затоа што јас искрено верував од прв пат кога те слушнав дека си глас кој што се школувал на академија и дека си завршила соло пеење или нешто слично. Каде го научи овој тип на пеење, затоа што е изванредно, мислам, ти настапуваш во филхармонија и со врвни музичари, апсолутно признаен вокал, не треба никој да те признае, треба само да те слушне, ама каде го научи ова пеење? Па таму каде што се учи традиционална музика, тоа е од самиот извор. Живејќи во рурална средина во Демирхисар, општејќи со моите најдобри другарки кои беа тогаш баби по 70-80 години и не учев пеење како техника вокална, туку пеењето го учев како еден цел концепт, начин на живот, израз, приказна. И така си го вајав подоцна, талентот и тоа што ми е дадено од Бога да можам да продуцирам преку својот говорен апарат, да продуцирам музика, тоа го вајав на основа на се она што го имам живеено, односно се она што го имам искусено, ми е поминато низ раце. Така да мене не ми е страно, често пати зборувам дека, не знам, сум морала да станам во 4 сабајле да берам тутун и тоа го правеле бабите и тоа е многу опеано низ песните, нивната мака и страдање и тој живот воопшто не бил лесен во тоа време кога се создавала традиционалната музика и сега јас го имав благословот да поминам низ некакви такви процеси и да можам тоа да го почувствувам вистински како е. Така да мене традиционалната музика ми е нешто што најприродно ми циркулира низ телото, не треба да се ниту да се напрегам, ниту да анализирам многу. Тоа ми е првиот кога ми доаѓа да славам или кога ми доаѓа да тажам, ми доаѓа преку традиционална музика, не ми доаѓа преку песна веројатно. Да, ма не ми доаѓа преку некоја англиска песна или преку поп музика или преку
нешто слично. Значи преку друг правец. Ми доаѓа точно преку традиционално. Тоа значи тоа е врзано со моите најдлабоки инстинкти и корени, така натаму. Така да јас традиционалната музика е нераскинлив дел од мојот живот, дефинитивно. Јас исто многу сум се дружала и се дружам се уште со мојата баба и моите баби и нивните пријатели. Навистина има што да се научи не само во делот на пеењето, туку и општо животна мудрост што едноставно со години мора да се стекне. Дефинитивно. Кажи ми, имаш ли некои песни на кои што се сеќаваш што да кажеме првите навлекле на традиционалното пеење? Има повеќе, но кога бев, да кажеме, во првите 3 години од животот, имав една баба што ме чуваше, пошто моите родители работеа, и таа ми пееше "Пилето ми пее рано на Сабајле", баба ми Пале. А подоцна со Костадинка, со која што нижев тутун, ми ја пееше "Низ корија зелена босо моме шета". Така да еве тие 2 песни можам вака најпрво да ги одвојам. А подоцна во текот на детството, покрај нели бабите, татко ми кој е музичар, неговите другари, пријатели, секоја собиранка, нови песни, неслушнати, тоа беше по цели ноќи се свиреше и се пееше и мене тие песни ми останале некаде, сега само ми излегуваат во дадени моменти како џубокс на збор, на некој збор ми е тригер и почнувам да пеам некоја песна што сум ја заборавила дека постои воопшто. А слушаш друга музика? Каква друга музика да, слушаш, абсолютно. освен, нели, Многу сакам џез музика. Тоа се приметува? Да, сакам импровизирана музика воопшто, сакам поп, сакам секоја добра музика. Музика која што е естетски издржана и сега тоа се нели вкусови што е естетика за мене и за вас е различно. Ама да, сакам алтернативна музика дефинитивно. Сакам да слушам и посетувам секакви алтернативни настани и сметам дека тоа за еден млад човек е многу битно заради едукација. Често пати посетувам настани на кои што претходно можеби не го знам артистот, но одам за да се едуцирам и за да се инспирирам, така да мислам дека нешто ново да се слуша. Апсолутно. Се надевам дека сега во следниве песни што ќе ти ги пуштиме нема да има нешто ново, ама затоа што знам и од снимањето во студио и генерално дека слушаш музика многу, сакавме да те тестираме на тоа колку можеш во првите неколку секунди од песната да ја препознаеш. Ајде. Колку мислиш дека ќе препознаеш? Јас тврдам дека сите ќе можеш да ги погодиш. Не знам. Не знаеш? Постојат шанси, постои веројатност да не препознам, баш да видим. Ни една викаш дека може да не препознаеш? Постои, да, постои се разлика. Добре, ајде да видиме сите или ни една, ова се баш 2 екстреми. Можеме да ги пуштиме песните. Сторил ми е Зајко? Зајко Кокорајко, добро, тоа е тоа. Ета, една имаш, значи поише идеме на кај моето, идеме со следна. Ова е Синтезис. Ќе ми текне, знам дека е Синтезис. Си даваме шанса, еве. Добро ти почна. Една од најпопуларните песни. Во наше село? Да. Okay. Малце мораше хин сега. Не, ама не ми беше на врв на јазик, знам која е песната, можам да испеам, не ми текнуваше која точно. Добро, идеме со следна. Ова е некој шлагер. Не, јас знам ова песна. Каролина Гочева, пуштиме првиот. Немаше да ја познам, немаше да ја познам. Дури ни јас. Овде Каролина има некои 15 години, веројатно. Може и помалку. Да, може и 13 или 12. Немаше да ја познам, дефинитивно. Пробавме малку да те предизвикаме, ама не сум сигурна колку ни успеа тоа. Зашто, освен тоа што си имаш наслушано музика, си имаш и изненастапувано не само кај нас, туку и секаде во светот. Како реагира светската публика на македонската музика? Тоа е многу поставувано прашање, ама еве од твоја перспектива, особено со оглед на тоа што си настапувала, не знам, во Англија, например. Тоа не е нивна музика теоретски, ама секогаш кога ќе ја слушне традиционалната музика, сите некако се расположуваат. И се расположуваат, ама и кога не е нели за играње песната, влегуваат во
во расположението во кое песната се пее, иако не го разбираат, нели, не го зборуваат јазикот. Емоцијата веројатно на музиката. Да, емоцијата им ја чувствуваат, некако не знам како магично. Последен пат кога свиревме во Брисел на Балкан Трафик, избрав некои песни кои генерално тука малку ги тргам на страна дека се бавни, поелегични, по така. И луѓето буквално, не знам, да знаеш мајчо ја пеев, песната што ја снимавме. Луѓето влегува во транс и вака гледаме од сцена и не ни се верува, значи пред нас 1000 и кусур луѓе се влезени во некаква медитативна состојба, а не го разбираат ниту јазикот, ниту пак се сретнале претходно со музиката. Па што разбираат? Што е тоа што го пренесуваш и го разбираат? Тоа што е најсилното оружје на традиционалната музика, а тоа е емоцијата, тоа е тој енергетски код што си го носи само по себе. Значи во стиховите има сила едноставно таа музика, посебна е, иако мислам верувам дека секој правец силна музика си има свое, така оние луѓе кои што си слушаат различни правци на музика би си нашле нешто слично на ова што кажувам. Меѓутоа јас конкретно за традиционалната музика, мене и традиционалната музика на други јазици од други народи за кои што немам доволно истражувано и така натаму, ме допира многу интензивно. Например, музиката на танго аргентино што се игра, ме допира, иако нели немам никаква поврзаност емоционална, да речеме, со таа музика, ја чувствувам. Па тоа им се случува веројатно и со нашата музика. Мене ми е интересно, особено музиката што потекнува од некаде каде што на народот му било тешко, е секогаш многу слободна. Не знам дали си размислувала на тоа, ама и нашата музика е некако таква. Нели, джез, блуз музиката е излезена од периоди на робство, на тешки периоди. Да. А и нашата музика овде секаде на Балканот е баш од селото, од тешкото што таму се наоѓа до робството, слобода, веројатно луѓето си бараат во тој, можеби затоа толку слободува како таква. Кажи ми, во седумосминскиот такт, дали има на друго место нешто слично? Затоа што ние многу сакаме да викаме, никаде нема ништо како има, нашата. се разбира како ама не. ти пееш на повеќе јазици. Која ти е некако најслична музика со македонската? Па слична, во македонската музика многу често се слуша византиско влијание. Стварно? Апсолутно, да. Чалгијата има, нели, тоа е нешто што не поврзува, да кажеме, со Грција, со Турција и секаде каде што има остатоци од таа музика. Така да ние имаме доста поврзаности. На Балканот е многу испреплетена ситуацијата. Се тоа што ние сакаме да се удираме во гради е супер, во смисла ние имаме коњи за тркање, ние имаме прекрасна музика која што се разликува од се друго на Балканот. Тоа е неоспорно. Значи ние имаме голема богата ризница на различни типови на пеење на музика по региони. Дури дел си заштитени од УНЕСКО, мислам. Да, гласовечкото пеење, мислам, заштитено. Како и да е, ние имаме многу коњи за тркање, ние имаме прекрасна музика, штета што многу малку знаеме. Јас тврдам дека ако излезиме сега на плоштад и прашаме, особено млади деца од 18 до 25, ако прашаме 5 песни да набројат македонска традиционална музика, нема да знаат, тоа го тврдам. Значи, во било кое време да го направиме. Да, пробајте, ќе видите, јас сум го правела многу пати, го правам често со млади деца. Тоа е нешто што многу ме боли, тоа е нешто што треба да се замислиме кога зборуваме за што е македонско и дека се потекнува од Македонија и така натаму. Ние си ја знаеме музиката, што е... Значи, не само музиката, не станува збор само за музиката, зборувам воопшто за културата, зборувам воопшто за литературата, дека имаме сериозни пропусти тука и јас верувам дека сум се уште бебе во знаењата за мојата татковина и тоа е тажно. Ама барем имаш љубопитност. Имам љубопитност, имам многу љубов и многу сакам да научам и учам секојдневно. Учам од секој човек што го сретнувам.
од секоја една нова конверзација што ја имам особено со повозрасни луѓе, гледам да истражам како било, како е, за да можам таа паралела некако да најдам баланс помеѓу тие два света, пошто нема да можам јас да ги живеам нивните искуства во никој случај. Времето се разбира многу променето. И тоа треба да биде така. Треба, значи светот еволуираме ние, се развива согласно цела технологија и ние на тој начин функционираме, тука нема збор. Меѓутоа како да прилагодиме, да го прилагодиме тоа, тие вредности кои на пример мене ми се допаѓаат, вредностите кои порано се дел од нив, кои се Да, јас сум исто cherry picking. Нешто ми се допаѓа, нешто не толку, и би го тргнала на страна, ама има и добри работи. Да, имало многу работи кои што требало многу време да се променат, биле негативни, така да се радувам што има прогрес во одредени работи, но во некои работи се враќаме назад во смисла на се штетни за здравието, како технологијата, што станува една од новите дроги и зависности. Тоа е една од негативните работи кои што ги донесе новото време. Да, ама во исто време таа технологија ни помага ова да го пренесеме, да ја пренесеш твојата музика. Ако се прави дозирано, така. Да, и мислам дека е многу битна таа хигиена што гледаме. Дали гледаме нешто што ни е на нас корисно, дали слушаме, не знам, убава музика и така натаму, или само го следиме новиот тренд. Сега тоа е посебно... Јас и вие можеме да направиме правилно расудување до некаде. Не верувам дека 100%, ама можеме да направиме правилно расудување на 30 и некоја година, веќе малку поинако ги наблюдуваме нештата. Но дали може дете тинеџер на 15 години да одржува здрава хигиена? И па тоа сакав и тебе да те прашам, како специјален едукатор и како некој кој што ја изучува психата на децата. Значи, гледаме дека дел од државите, и тука има една огромна борба, дел од државите, Данска е една, во Хрватска на големо се заговара тоа, одлучија дека децата до 15 години не треба воопшто да имаат пристап до социјални медиуми. Какво е твоето гледање на нештата? Дури има некои одат до таму што врзуваат одредени појави или влошувањето на одредени појави кај децата со преголемо користење на да кажеме одредени социјални медиуми или оние брзи кратки информации кои што ги добиваат децата без да имаат нели целината во својата глава која што е нели мал. Па јас го сметам за полезно искрено ова, сега би сакала да нели тие социјални медиуми да постојат и да можат и понатака нели да се врзуваат меѓусебно на тие начини, затоа што е многу достапно и лесно. Но од друга страна да тоа биде со некакво возрастно ограничување, затоа што не е возможно да имаме контрола врз содржините кои се гледаат, а некои од тие содржини прават сериозни оштетувања во тајмингот на внимание кој детето после може да ги поседува за работи кои што се од суштинско значење како читање лектира, креативна работа, работи кои што, ако се сеќавате, ние сме ги правеле во двор и тоа придонесувало, кој речат, да се измори детето за да спие вечер. Да. Сега детето се изморува на социјални медиуми, најчесто. Ама не се изморува и не може да спие. Сакам да кажам дека тоа ние го мислиме дека им е некакво задоволство и да им предизвикува задоволство, но тоа е истото задоволство што го прави шеќерот, например. Да. Значи, и во големи дози не е препорачливо. Тоа за кое што зошто не е случајно што такви држави од типот на кој кажавме на Шведска, Данска се сега баш последни го донесоа законот, ама гледаме дека во парламент на големо се дискутира и на пример во Хрватска за оваа промена и ред други има и источни и западни култури. Сигурно е тоа се базира на многу истражувања научни за кои што јас се уште можеби немам никаков достап и не сум компетентна да зборувам, меѓутоа не е за џабе тоа нешто. Значи ако ние на 30 и кусур години не можеме во целост да се исконтролираме што станува збор за деца кои што се уште им се развива
мозокот и когницијата и така натаму. Мислам дека прави сериозни оштетувања. Па во Хрватска мислам дека зборуваат за истражување на тинеџерки мали девојчиња, односно што направиле од Guardian или од еден од медиумите американски, направиле истражување, создале профили на девојчиња на TikTok и тестирале ако лекуваат мачиња, многу симпатични работи, само позитивни работи следеле и лекувале, што ќе се случи после одредено време. После одредено време на сите тие девојчиња им се појавувале трендови од типот на како да преживееш на 300 калории, хероинчик боди, како тренд, нели, колку треба да си слаб и така натаму. Така што тоа е една од, да кажеме, едно од тврдењата кои што ја потврдуваат оваа мисла. Но, од друга страна, музиката докажано влијае на подобрување на размислувањето кај децата и на ред други категории. Ние имавме дури докторка тука која што тврди дека и на поголема возраст музиката им помага на луѓето да им се подобри функцијата на мозокот. Сега, кажи ми ти, кои ти се најчеста публика? Доаѓаат ли деца, слушаат ли, какви реакции имаат децата? Затоа што тие се од нула почнуваат, не слушнале ни тоа, ни тоа, ни тоа. Не е точно, родителите уште од најмала возраст. Да, им пуштаат нешто. Ги едуцираат со музиката со кој што тие поминуваат време. И затоа често пати говорам за свесно родителство, за содржините кои им се пласираат на децата, меѓу другото и музичките содржини, и нивниот квалитет, и текстовите, и така натаму. Треба многу да се внимава. Мене публиката ми е многу шарена и тоа е на моје огромно задоволство и радост. Може да се видат деца, сега во Битола доаѓаат малечки дечиња, буквално по 2-3 години, кои ги знаат песните на памет на Зарина и кои што заспиваат со песните на Зарина, и тоа е за мене, не знам, тоа е нешто што најмногу ми го полни срцето. На настапи во, да кажеме, во Public Room или тука низ Скопје локално доаѓаат тинеџери кои пеат повеќе гласно и кои што им се допаѓа тоа што Зарина го прави. Тоа е исто нешто што ми поласкана сум, искрено благодарна сум на Бога за тоа, затоа што тоа ми е идејата мене. Ние им го должиме на децата и младите луѓе, ми се најголема инспирација, затоа што ние им должиме иднина на децата, во кое што ќе се чувствуваат сигурни, во кое што ќе се чувствуваат во кое што ќе им понудиме добри содржини, во кои што ќе растат во радост и љубов. Колку ние ќе успееме, не знам во тоа, но мора да се стремиме. И сега мене тоа сознание што го имам дека треба да им дадеме нешто на тие што доаѓаат после нас, ми дава многу голема инспирација да станувам подобар човек секој ден. Тоа ми е многу битно. Исто така тоа важи и за музиката. Да најдам начин и стратегија како традиционалната музика да им ја приближам до срцето. Имаше во светот на Биби, мислам дека обработка на насред село Тапанчука и во Фамилија 5 истата песна, изгледа децата сите ја знаат песната сега. Нема дете што не ја знае. Супер, тоа се одлични иницијативи. Во смисла, сметам дека треба внатре во системот да има поголемо учество на едукација за традиционална музика на некој начин, да се најде некаква стратегија тоа да се прави. А има ли државата некаква поддршка во овој дел? Какво е твоето искуство? Настапуваш низ цел свет, не знам, каде не си била до сега, а каде допрва ќе стигнеш, затоа што гледаме дека луѓето се поистоветуваат со таа музика. Значи, ќе те поканат и надвор и сигурно и веќе имаш закажани настапи надвор од Македонија, ќе ми кажеш малку и за тоа, а и имаш и тука секако. Може да си дојдат да се слушнат. Ама, колку имаш поддршка од државата во овој дел? И каква поддршка им е потребна на артистите кои што создаваат македонска музика, промовираат македонска музика од било кој тип, а особено традиционално? Ова е многу долго прашање, претпоставам имаме следниве 2 сати, што време да зборуваме. Има време. Биди кратка. Лента во апарати.
не мислам дека државата дава ниту соодветна поддршка, ниту видливост, ниту дека покажува доволно интерес на тие 5 артисти кои во моментов излегуваат од државата и работат надвор и се борат и се трудат. Ако ги прашате сите 5, вклучувајќи ме и мене во нив, нескромно речено, инвестираме многу пари. Ова е најискрено, значи, мислам, би требало да прашате и други артисти кои се дел од независната сцена во Македонија, кои сериозно многу се трудат пред се да создадат нов материјал, кои и тоа воопшто не е ниту едноставно, ниту лесно, ниту ефтино, а сепак не води желбата и љубовта да го правиме тоа. Тоа доаѓа пак од љубовта кон татковината и воопшто не е лесно. Дали има стратегија државата за помош, има некаков конкурс кој се случува и оваа година аплицирав, ќе видиме што ќе биде, ама изминативе години не лобираме откако овде, малку само. Не лобираме воопшто, јас би сакала да добивам се по заслуга, не сакам ништо да добивам што ќе биде, да. Спротивно на тоа лобираме, ако може да се поддржат квалитетни артисти, што е можно повеќе. Што е квалитетно, исто тоа, кој е аршинот за квалитетно и за неквалитетно. Јас изминативе колку таму од 2022 кога го излезе албумот на Зарина и нешто претходно пред кога го снимав во процесот. До сега не сум имала ниту една поддршка финансиска од државата. Државна не? Никако. Добро. Никако. Тоа дури напротив бев одбивана со проектите, например за албумот Ехо бев одбиена. Зошто? Што се дека не сум автентична и естетски целисходна беше образложението. Подоцна албумот го издаде Кроација Рекордс и тој албум стигна помеѓу топ 10 за еден од кварталите на 23 година во светот. Топ 10 продадени? Слушани на Кроација Рекордс. Не на Кроација Рекордс, генерално, воопшто глобално, во светот. Да. Не знам дали во светот или на Балканот. Да. Сакам да кажам, ова не го зборувам за да се пожалам, туку ова го зборувам за да биде инспирација и мотивација на други млади деца кои што можеби ќе го гледаат овој подкаст, да веруваат во себе и дека независно од функциите кои некои луѓе ги добиле во државата, а понекогаш тие луѓе знаат да бидат доста некомпетентни и дека се подчинуваме само на авторитети кои покажале резултати, односно луѓе кои навистина сериозно многу познаваат, независно од нивната функција. Ние често пати се среќаваме со ситуации во кои што имаме некакви позиции, некакви директори на луѓе кои немаат допирна точка со одредена област и тие луѓе, за жал, одлучуваат за судбините на млади деца, односно за кариерите на млади деца, односно за албумите кои ние ќе ги продуцираме и ќе ги извадиме надвор од државата. Јас се радувам и си честитам само на себе, нескромно речено, што издржав во таа цела, бидејќи прв албум е малку посензитивно, затоа што јас дојдов од Демир Хисар во Скопје, не познавав многу луѓе, искрено ми требаше таа афирмација да се осигурам дека е во ред работата, дека добро правам, дека мислам тоа се прашање што секој артист до крајот на животот ќе ги има. Те мотивираше ли тоа плюс што си немаш таква поддршка, ама можеш, знаеш дека можеш? Па мене ме мотивираше и мене се уште ме мотивира, иако се уште до денов денешен би рекла дека ја водам таа битка и ќе ја водам додека треба, можеби за секогаш. Ако ги земеме примерите на нашите доајени на традиционалната музика како завршиле на крајот од сопствените животи, ќе сватиме дека битката нема да заврши, ако гледаме од таа перспектива, но јас сепак не имам верба и надеж дека на крајот на криштата колку год да државата не гледа, не сака да види или не ја интересира, ме мотивира тоа што сепак има публика
на моите концерти кои Тоа што ја сакам да кажам. интересира. Не знам како можеме да кажеме дека државата не гледа, ти имаш, ајде на концертите се секогаш полни. Минатиот пат ми кажа и мене тоа многу ме израдува, дека се чекале редици, дека не можеле сите да дојдат до карти за концертот. Тоа е јасно дека постои публика. Друг факт е, прегледи имаш огромен број на видеата кои што се постирани, дали на објавени, дали на YouTube, дали било каде, луѓето ги интересира твојата музика. Тоа е мојата мотивација. Како некој не би можел тоа да го Ама види? и од Може друга би страна, доцни. родолюбието во мене вика дека јас треба да дадам за татковината, не само да земам. Сега јас изминативе 5 години давам тоа што најмногу знам да го правам. Јас не можам да не се разбирам во економија, не се разбирам во политика, не се разбирам во други области. Моето знаење и умење јас на послужавник го давам на мојата татковина и не само на мојата татковина, туку гледам како можам да ја помогнам за да биде видлива мојата татковина во светот, во места во кои што дури не знаат луѓето на мапа кај се наоѓа Македонија, Така е, а на крајот на денот кога ќе заврши мојот концерт, тие луѓе ќе имаат некакво генерално познавање за тоа како звучи традиционалната музика на Македонија. И тоа па најдоброто по музиката. Тоа е доволна искра да некој човек седне и истражи каде е Македонија, каква е музиката, какви се луѓето, каква е храната и така натак. И тоа е нешто што ме мотивира. Јас ќе продолжам да работам. Како? Не знам. Ќе се најдат начини. Најдов и до сега ќе најдам и пак. Да, апсолутно. Ме води волјата, ме води љубовта кон традиционалната музика. Пак ќе кажам, не само музиката на македонскиот народ. Ме води, зборувам на луѓето кои зборуваат македонски јазик и кои се чувствуваат македонци. Зборувам на оние другите исто така кои што се чувствуваат македонци и се дел од оваа татковина, тоа се албанците, турците, србите, бугарите, кои год да живее на ова тло, односно на тлото на Балканот, односно на тлото на светот. Би сакала да научам барем по една песна, која што ќе им ги допре срцата, затоа што музиката е универзален јазик на комуникација и тоа е единствениот јазик кој повеќе песни. Единствениот јазик кој комуницира директно со емотивното, директно со срцето, директно со она најубавото во човекот, кога ќе ги тргнеме сите бариери, кога ќе ги извадиме сите обвивки, останува тоа најчистото, тоа што не суди, тоа што не разделува, тоа што едноставно љуби, чисто. Тоа е мојата идеја и токму затоа и се интересирам во традиционалната музика на повеќе јазици, затоа што за мене човекот е човек. Така е, апсолутно. Независно како се дефинира и која е неговата било каква ориентација, дали сексуална, дали политичка, дали верска, дали значи буквално тоа се работи за кои што сметам дека е некултурно дури да зборуваме и да ги прашуваме луѓето. Или си човек или не си човек, тоа е толку едноставно. Токму затоа не чувствувам никаква граница во традиционалната музика и не би можела да поставувам јасни граници. Ама, например, ние на Балканот сме баш тоа колку убаво го објасни. На Балканот ние ќе се искараме за се и кога ќе почне музиката, кога ќе почне било чија песна, дали е македонска, турска, албанска, сите креваат српска, сите креваат раце и сите играат и се забавуваат. Англиска, не е важно, значи музиката ние ја чувствуваме и сме весели луѓе, барем тоа е да кажеме некој плюс во однос на многу други држави на кои што се огледуваме, она што ние го имаме е дека сме весели, расположени. И можеби баш тоа е нештото што ќе нас спои на крајот од денот, тоа е музиката и културата кои што ги делиме затоа што патуваме и заедно уживаме, пиеме, јадеме и така натаму. Мене ми е многу мерак дека на концерти кај мене, ако дојдете, ќе видите како албанци пеат македонска традиционална музика и како македонци пеат албанска традиционална музика. Со тоа, мојата најголема желба и најдлабока вака визија за тоа што го правам е остварена. Ако тоа се случи, за макар двајца луѓе кои ќе бидат присутни на мојот концерт, еден албанец, еден македонец или турчин или бугарин или што год да е, ако успеам тоа да го направам, да пеат песни, за мене целта е постигната. И јас сум навистина среќна што тоа сум го видела на мој концерт и што тоа го сведочам на секој речиси
концерт. И тоа ќе продолжам да го правам. Ќе наоѓам начини како, затоа што ова што мене ми е дадено од Бога не е мое, туку јас сум само канал преку кој што комуницира и мојата задача овде е да најдам начини како овој талент, бидејќи не ми припаѓа мене, му припаѓа на луѓето, како да го доближам до нив. Затоа работам напорно, затоа не се жалам кога не спијам со ноки, за да праќам мејлови и да наоѓам начини, стратегии и методи како тоа да го изведам. Кога не трга, не е се баш најдобро и најсјајно, љубовта кон татковината и кон музиката, кон традиционалната музика и љубовта кон човештвото воопшто, кон младите, кон децата, кон старите луѓе ме води и мислам дека на крајот на луѓето кои се трудолюбиви, луѓето кои вистински веруваат и не се сомневаат и кои немаат само лична бенефиција од бидувањето на сцена, мислам дека на крајот со ништата се остваруваат и јас можам да кажам дека се чувствувам дека си го живеам сонот, можноста да пеам пред луѓе и тие луѓе нешто да ги допира за да доаѓаат и да ме слушаат. Фала му на Бога за тоа, сум преблагодарна и ќе се трудам и понатака тоа да го правам. Да, мене ми се наслозија исто очите, да знаеш, не само на тебе. Стварно е убаво кога некој така гледа на својот талент и она што го имаме треба да им го дадеме на другите за да стане поголемо и фала ти што тоа го правиш. Како публика која што јас пред неколку години почнав да те слушам, прво мислам дека имаше една реклама со твоја песна и после викам, што е ова, каде, како, што и почнавме сите некако се заразија со твојата музика, било кој каде да те слушнал. Ама ти многу интересно искористи да пратиш пораки. Значи, покрај планините убави, што е промоција практично на нашите убавини, што ги имаме надвор од музиката, тоа се прекрасните пейсажи, прекрасните планини, тука е и она што ние дозволуваме да се запушти. Каков е тој спој на песната, која што ти ја имаш, ја носиш и ни ја даваш, и она што некако сме оставиле да пропадне како општество. И да малку во таа насока отиде разговорот, ама логично ми беше затоа што тоа сме го гледале на пуштени места, последно имавте и со новинарот Видиновски едно од видеата. Како се наоѓаш и во кое место би сакала да отпееш за да пратиш порака? Како што и кажав претходно, дека од секој пат, кога сум се како дете мало, кога сум се замислувала, дека ќе бидам пеачка во животот, кога ги замислував сите тие рефлектори, често пати замислував дека зборувам за неправдите што тогаш сум ги гледала, а сега веќе ја имам. Некако ми се даде таа можност да бидам, фала што ми давате простор да можам да зборувам, да дадам некаков глас и мислење и став во однос на одредени работи. Сакам да ги користам тие моменти за да ајде малку да наметниме дека треба малку да размислувам, особено во однос на ѓубрето, на нечистотијата. Значи, се уште на автопат се отвара прозор и се фрла пикавец. Да. До кога? И зошто? Како е логично? Јас навистина не го разбирам. Тој ментален склоп кој човека би го направил да изеде чипс и да го фрли ѓубрето на Не го разбирам, не. Јас апелирам, ако слушаат некакви државни органи, за тоа мора да постојат огромни казни. Значи, зборувам 500 евра за едно фрлено ѓубре. И треба да постои некаква посебна структура, пошто очигледно не функционира. Видиновски конкретно напорно работи на таа тема веќе многу време и има многу и прегледувања, и споделувања, и себе, и се здруживме заедно. И многу луѓе, не само јас, не само Видиновски, многу луѓе се трудат што се дел од, да речеме, нашиот ментален склоп, дека тоа е одлика на енергијата на народот кој живее на одредено место. Значи, не може ние да се давиме во ѓубре и да веруваме во некакви позитивни вибрации или позитивни чувства или добри работи.
Значи, Да луѓе кои тргнеме живеат, напред ако се давиме во ѓубре овдека. луѓе кои живеат во ѓубре, луѓе кои во центарот на градот имаат депонии, луѓе кои палат депонии, не можеме ние да очекуваме здрави деца, здрави индивидуи. Апсолутно. Не можеме да очекуваме добри зборови, љубов, она што кажав што го врти светот. Не можеме магичните зборови да очекуваме да ни дојдат нас како на млади луѓе кога одејки покрај кеј и сакам да вдишам воздух и сакам да трчам и сакам можеби да сретнам некого на тој кеј додека трчаме да размениме некакви разговори. Да, Јас не можеш можам да видам смрди. ѓубре, можам да видам секакви отпадоци, смет, чад, сега почнува веќе зима и почнува да се спушта чад и така натаму и така натаму. И да поминеме до онкологија, да видиме што се случува и како тие болници се преполнети. И тоа не е за џабе, и тоа не доаѓа туку така. Не е за џабе, апсолутно. Да, вистина има влијание, имаат влијание и други работи, нели? Начинот на кој живееме, неспиење, стрес и така натаму, финансиска состојба, има еден куп. Не превенција, немање. Меѓутоа, според мене, најголемиот дел од болестите доаѓаат од тоа што нам ни се случува во главата во текот на денот, какви се мисли дозволуваме да ни слетаат на аеродромот наречен ум. Да, во текот на денот ние ја градиме таа атмосфера што внатре ќе се случува во телото. Мислам дека се многу битни тие лотуси, да кажеме, како тебе, како луѓе кои што ете во сето ова ќе се изведат, кој со песна, било кој што нешто може да направи. И сега која е мотивацијата за тоа што ако сите трнат да го прават тоа на начинот на кој што ти го правиш, на начинот на кој што дел нели ги спомнавме од музичарите, новинарите и така натаму кои што се истакнати сега во своите области, секој што и да работи, го прави тоа, што е тоа, тогаш нема да живееме во ваква држава. Што е тоа што тебе те буди? Ајде, ако веќе не слушаат, да слушнат како ти се натеруваш, да го видиш ѓубрето, да видиш тоа што не чини и да не пееш. Треба да се не треба да се натераш, значи тоа е нешто што јас секојдневно го гледам, го шетам куќето на брат ми во кисела вода и има депонија едноставно. Ама како не се депримираш, тоа ми е прашањето. Како не се депримирам, то нема, тоа е нешто што најмногу ме фрустрира. Ако нешто ме фрустрира, тоа е тоа што ме фрустрира, дека живеам во држава во која што ние се бориме со ова е основниот минимум. Апсолутно. Значи неодамна имав можност, прилика да патувам. Значи, не се работи дека нам државата ни е сиромашна. Напротив, нам државата ни е супер богата. Значи, се работи за мајндсет, се работи Кој е за... супер богата? Сакам да кажам, нашата држава е богата со сонце, со вода, со планини, со здрави луѓе. Така, ние имаме луѓе, ние имаме млади деца, имаме луѓе што треба да ги мотивираме и да поставиме некаква зелена стража, можеби низ градов, кој што патем, ќе казнуваат луѓе. Ќе го видиш кај што ќе фрли шише и ќе го казнеш. евра нема да фрли више, така. И ајде да видиме, нека се казнат по 500 евра 20 луѓе за пример, па да видиме после дали ќе на некого ќе му дојде да го фрла. Значи, мора да се најде некаква стратегија и метода. За жал, казната секогаш е најлоша метода на воспитување. Јас не се согласувам дека казната секој пат треба да бидат нели позитивни и меки. Меѓутоа очигледно не функционира. Заедно одат тие. Значи ваму каде што веќе не функционира тоа ќе казнеш, кај децата на пример можеш да едуцираш на најразлични начини, преку музика, преку не знам, цртан филм, преку особено во училиштата, значи тоа е број 1 место каде што се едуцира. Јас сум била сведок кај што родители ни кажувале дека детето гледало на пример на светот на Биби дека не треба да се фрла. И потоа, ако таткото или мајката направи нешто што не е по правилата што Биби ги кажала, детето ги опоменува. Па ако те опомени собственото дете, нели, број 1 е казната од 500 евра, ама број 2 е детето твое да те опомени дека фрлаш ѓубре и веќе ќе се осетиш како има проблем, човек. Дека ние очекуваме исто така, дека ние очекуваме децата кога ги пуштиме во школа, ние да си добиваме дете готов продукт. Значи го пуштаме од сабајле во 7 сатот, го земаме во 5 после after school activities и мислиме дека тие ќе бидат најголемиот воспитувач и дека со тоа завршува родителската работа. Верувај, во 90% од случаите, ајде нека не се 90, нека се 80,
тоа се очекувањата на родителите. Бидејќи во 5 кога ќе го земе детето од училиште, подоцна нели има некакви активности, спорт, што и да е, и многу малку време родителот реално поминува со детето и какви се содржини му пласира, колку вистински родителот е присутен без да има во близина мобилен телефон, бидејќи не е само физичкото присуство во треба да го гледаш во воспитанието. Значи, едно од најголемите трауми за децата, а и за нас возрастните, е silent treatment, односно игнорирање и тишина. Ако не значи дека ако си поминуваш време со детето, а седиш на телефон и оно седи до тебе, дека ти си не се важи. Значи, детето сака да го гледаш во очи и да зборуваш со него. Да. Тоа му е потребно. Само преку гледање во очи детето може да прими информација која понатака ќе му остане во подсвеста, за што ќе го програмира да биде ваков или онаков човек. А пласирање на содржини колку да помини наредот, затоа имаме деца кои прават булинг во школа, затоа имаме затоа што не се согласувам дека има свесно родителство, не се согласувам дека родителите многу истражуваат и се едуцираат, не сите, нели, секоја честна исклучоци, има прекрасни родители, има родители кои многу сериозно си имаат сватено родителската работа, има препосветени луѓе кои преку игра ги учат децата што најмала возраст и им честитам на тие, на овие другите им посакувам што побрзо да го освестат моментот дека се работи за нивното дете, дека ние им простивме на нашите родители за грешките што ги направија пред 30 години. Верувам дека секој родител би направил некаква грешка, не постои совршено родителство. Не постои, никој не е подготвен баш по плейбук, ама може да се даде едукација. Ние им простивме на нашите родители затоа што немаа достап до интернет, немаше психотерапија, немаше помош при воспитание, немаше значи немаше достап на информации како што сегашните родители имаат. Сега, со овај достап на информации, ние младите луѓе кои треба да создаваме нови генерации, нема да ни простат. Затоа што еден клик е во прашање. Си ја имал информацијата и не си ја земал. Еден клик е во прашање. Да. Едно ало е во прашање. Ало, терапевт, не можам да се снајдам, не знам што да направам. Има Па не, стварно, јас сум сигурна дека има многу предизвици со кои родителите се соочуваат и не секогаш се спремни. И секој родител се соочува со предизвици, никогаш никој не е подготвен, ама на пример јас имам блиска, мајка ми е педагог, па нејзе ќе ја прашам, па нели некој ќе ми помогне. Меѓутоа што со оние кои што немаат кого да прашаат, дефинитивно треба веќе не се стигматизира барањето помош во гледањето на деца. Јас мислам дека во секој школа има вработен психолог. Има психолог и педагог, нормално квалитетот многу варира, бидејќи кај нас не секогаш се најдобрите, да кажеме, стануваат работат со деца, како што би требало да биде. Меѓутоа, од друга страна, стварно имаме ресурси сега, барем сега да испитаме, да пробаме, па потоа, нели, ако го трнеш телефонот, пробуваш со детето, па нешто ќе профункционира, ќе видиш, нели, за тебе што е најдобро. Од друга страна, има толку многу информации што не знаеш што да избереш и тоа е исто проблем на родителството денеска, ама детето некако знае и само никогаш да каже. Сега, ајде од децата да одиме на музичарите, пак да се вратиме, морам да те вратам на оваа тема, затоа што гледаме дека македонски музичари во светски рамки се почесто се признаени. Сме зборувале многу пати тука и за филмаџиите кои што се многу признаени, ама еве последно два состави од кои што се дел македонски музичари, значи Матеј Џајковски и уште еден Виктор Филиповски. И мислам дека тука е цел тим, не ме држете за збор, мислам дека и Гордан Спасовски, мислам дека е цел тим, тоа е цел тим на луѓе кои работеле на тој албум, да, и е номиниран за Греми. Тим на музичари кои што дел се, значи од Македонија, номиниран за Греми. Значи, тоа е големо признание. Имаме номинации за Оскар. Имаме представувања секаде каде што во светот ќе отиде она што е квалитетно од Македонија е признаено. Зошто ние не си го признаваме? Нели секогаш како и публика мораме да сватиме дека за добар концерт вреди да платиме, затоа што не само
ние ќе си поминеме убаво, туку и тој музичар ќе го поддржиме да продолжи да ствара. Зошто никако ни фали овој дел? Сакаме успеси, се радуваме на успесите, ама премалку како да ги поддржуваме. Не, туку откако ќе се случи успехот, тогаш викаме браво, сме се случи. Да. А процесот кој што артистот треба да го помине претходно за да стигне до таму е најчесто многу макотрпен, многу тежок и таму е моментот кога ние треба да дадеме поддршка. Би рекла, кога ќе видиме некое дете дека сериозно се труди, дека работи, дека се бори, дека вложува, треба да му дадеме рака. Тоа е идејата. Значи во моментот кога му треба да му дадеме рака, за да не се мај, пошто... А колку се тие деца во Македонија сега, например, еве колку и да рака се малку луѓе сме. Рака се броја. Во моментов артисти, зборувам музички артисти кои излегуваат од државава и се бројат на 2 раца. Значи, толку е. И сега најчесто тие заглавуваат... Еве, нека се 2-3 по 2 раца, ама пак се малку. Да. Најчесто заглавуваат во лавиринтите на администрацијата, кај што за да добијат некакви, значи зборувам пола од сумата за одредена активност или работа за албум или концерти, така ќе дојдат до некакви средства пола, меѓутоа другите... Па уште пола, продавач стануваш место пеач. Значи, тоа е сериозна битка и јас не сум свесна колку луѓето од другата страна кога излеземе на сцена, тоа изгледа се магично, меѓутоа стварно изгледа магично. Кој не бил на 20 декември да дојде да види како изгледа. Да, се сеќавам на мојот прв концерт во Македонска филхармонија, буквално пред да излезам на сцената, го носев тепихот и го послав на сцена и вработени во филхармонија викаат уште ова нешто не сме го виделе. На распродадена сала, пеачката да си го носи сама. Меѓутоа јас една од доблестите што ги поседувам е тоа дека не се плашам од работа и дека сум сериозно се посветувам и работам напорно. Ако треба да не се спие, нема да се спие. Работата мора да се заврши. Сакам и да одмарам исто така и ми се допаѓа да си одмарам и да си уживам. Меѓутоа сум сватила дека како артист во Македонија, како независен артист во Македонија особено кога не ти стига плата на сметка, тоаш мора да бидеш и менаџер, и букинг агент, и организатор, и продуцент, и човек за теписи. И да одиш од канцеларија во канцеларија да бараш спонзори, тоа е едно од најтешките работи што сите артисти ги поминуваат. Дека сите ти викаат, сите ќе ти кажат ти треба искуство или дај да видиме што си направил или нема, најчесто одговорот е немаме, буџетите се потрошени сега за оваа година, за следната кога ќе дојде веќе се потрошени, така да никогаш не е право време за спонзорства и со тоа многу битки водат артистите кои како не. Исто и мислам сакам да работи да ги почувствувала тоа, јасно ми е како изгледа без разлика на успехот кол кафе, сепак мораш да се бориш. Ама стојат во фиока продукти кои светот треба да ги види. Заради овие причини. Така. Како беше Батавана, како ви каже, Струмица, зад мене кога и финансиски ќе застане. Ја мислам дека тоа е многу точно. Не е само нели тапшање по рама и браво, ти ја промовираш земјата. Треба дефинитивно да се поддржи македонската музика. Како тоа се прави? Тоа треба тоа треба некаква не знам каква стратегија. Јас на пример конкретно не ја разбирам таа стратегија, меѓутоа ако не поддржува државниот сектор, онда треба да види приватниот сектор. Треба да има некакви сооднос. Треба да биде јас сакам заслужено да биде. Јас не сакам да дојде некој сега и да ми поклони зашто сум убава. Да. Значи, покажувам резултати, се борам, работам, еве видете. Знаеш, нека биде транспарентно, јас не... Така. Имаме проблематика. Затоа многу артисти уште на стартна линија се откажуваат, пошто е многу тешко тоа, прво да го носиш психички е тешко, затоа што постојано се преиспитуваш. Сите работат што доаѓаат. Во музичкото студио поголем дел од артистите што доаѓаат имаат плюс уште една работа. Да, ама кога почнуваш да работиш друга работа, тогаш фокусот за музика бега, немаш никој работодавец не сака човек кој ќе му излегува на 2 сати да се рашетува. Работодавецот плаќа затоа што ти треба да сработиш одредена работа. И
сосема легитимно. Тоа е така. легитимно, апсолутно. И тука цело време се движим. Јас лично од себе ќе тргнам дека цело време е на работа. Дали да работам друга работа или да се посветам на ова. Посветувањето значи бидување постојано на работ, значи режиските трошоци во месецот стигнуваат, дали за Ринак има концерт или нема да има трошоци да ги мораш стигне. да се издржаваш. Колку такви артисти во Македонија постојат, кои имаат продукти, имаат што да дадат на светот, имаат што да дадат на татковината Много. и се приморани. Јас од мојот бенд изгубив неколку музичари во смисла на тоа се isели од државата и работат. Здрави, живи се, само Да, тука апсолутно. потврдиме. Се работи, значи, кои немаат врска со тоа, се виртуозни музичари. Така. И жал ми е кога си одат, затоа што ништо не можам да им понудам, јас не можам да им ветам плата во месецот за они да застанат во државата да работат. Зарина, имаш концерт на 20 декември, конечно публиката после оној во филхармонија каде што не можеа да се докупат карти, ќе може да те слуша во живо заедно со прекрасниот бенд. Кажи ми повеќе за тоа, каде, како, што да најдеме карти, тие што сакаме да дојдеме. Да, значи ова ќе биде едно друго малку поразлично кадифено издание, на кое што на моја огромна чест и задоволство поканувам двајца турски виртуози, Cenk Erdogan и Ахмет Алан. Cenk е еден маестрален музичар со светска кариера, кој е професор по фретлес гитара. Односно, тоа е вака на најпросто да го кажам, е гитара која звучи како уд. При тоа тој се занимава и нели со други алтернативни правци на музика, па ја комбинира гитарата, ја става во. Така да ќе биде покрај него, нели ќе биде Ахмет Алан, кој е мултиинструменталист, импровизатор, еден прекрасен млад музичар. Ќе биде Тони Арслан, мојот виолинист, човекот на кој што бескрајно му се восхитувам, му се радувам и изминативе години е еден од столбовите на бендот на бендот на Зарина Провасевда. И ќе биде Андреја Мирчевска на бас. Добро познатата Андреја Мирчевска. Така да, ќе биде едно малку различно патување. Ќе се прошетаме низ турската традиционална музика, па се до македонската традиционална музика и тоа ќе биде една некаква различна фузија, многу интересна. Cenk и Ахмет ги запознав во Турција неодамна кога држев семинар на универзитетот во Кападокија, во Турција, каде што бевме избрани од повеќе држави, луѓе кои можат да го пренесат знаењето како мастер клас во Music Koju, се вика музичко село, школата. И тоа е една од побитните и поголемите алтернативни школи на едукација на млади луѓе во Турција. И доаѓаат од цел свет студенти. И, например, мене ми има викнат од Македонија, држев семинар 5-дневен за вокални техники на македонска традиционална музика. Предобро. И тоа беше на моја огромна чест и задоволство, затоа што имав можност да ги запознам најголемите мастери во моментов што се во Турција на различни инструменти или вокали и така натаму. Имаше од Грција и така натака. И тоа беше едно одлично искуство. И тоа беше задоволство биде поголема пласманот на традиционалната музика од Македонија во рангот на тие луѓе и на таа музика. За мене е многу голема работа. Јас како човек кој се бави, тоа е еден од соништата. Сега кога го раскажуваш како искуство е интересно, ама комбинацијата мене ме изненади колку добро одеше во студио македонска со турска музика. Абсолютно. И така ќе може и да се слушне, тоа е супер на концертот. Ти често фаќаш и други традиционални музики и ги интерпретираш перфектно. Значи 20 декември во Македонска филхармонија 19:30 часот, картите се во продажба на другастрана.mk, на сите мои профили на социјалните медиуми го има линкот, така да многу ќе се радувам ако заедно со мојата публика угостиме луѓе кои што ме угостиле мене, ја угостиле македонската традиционална музика во Турција. Ајде сега ние да бидеме добри домаќини. Од таа идеја појдов и се надевам дека тоа ќе им го овозможиме и дека ќе имаме еден супер концерт и искуство за паметење. Се гледаме и јас се надевам. Се гледам.